4 конкретни предлози како да се обезбеди сигурност во училиштата, Средношколскиот сојуз вчера му пренесе на министерот за образование и наука Јетон Шакири по крвавиот масакар во училиште во Србија. Според сојузот, итна треба да се направи следното. Првиот се однесува на периодот од сега па до крајот на оваа учебна година, а означува зголемена соработка меѓу МОН и МВР за да се осигураме дека нашите училишта се безбедни, бидејќи знаете многу експерти кажаат дека има ризик од така наречен домино ефект. Предлагаме да се напише протокол кој што ќе означува нов модел за работа на училишните психолози, односно правото и можноста да се даде на секој ученик да може да закаже средба во 4 очи со својот училишен психолог. Под предлог број 3 предложивме на државата да организира обучување и доквалификација за сите стручни работници. Последниот предлог се однесува на електронските адреси кои што ги отвори Министерството за образование и наука. Сојузот на средношколците ако поздравува како добар чек. Според председателот на Средношколскиот сојуз Лука Павичевиќ, Министерството треба да реагира брзо и одлучно. Сојузот на средношколци е на став дека е добро е тоа што надлежните не поканија да присуствуваме на средбата со стручната јавност. Добро е што се отпочнува еден поширок процес на донесување на соодветни мерки, меѓутоа сметаме дека треба да се дејствува итно и брзо и ефикасно, за да можеме да ги видиме ефектите од тие мерки, односно ефектите да бидат видливи, спроведливи и да се покажат како вистинска промена на теренот. Од Сојузот додаваат дека за ваквата промена кај училишните психолози ќе биде потребна обука и доквалификации за стручните служби, при што сметаат дека тие треба да се спроведат што поскоро.